Го започнуваме и ова издание на неделниот микс. Добре ни дојдовте. Се надевам дека сте добри и дека сте добро расположени, а секако заедно со моите гости и денеска ќе ви го разубавиме, верувам дека денот и ќе дознаете многу нови теми од културата. Мојата гостинка денеска е исклучително талентирана виолинистка. Таа е прва виолина во Македонската опера и балет, а работи и на други проекти. Ќе дознаеме колку музиката е составен дел од незиното секојдневие, колку е важна вредноста на класичната музика во модерните времиња, но и кои биле незините ментори, луѓето кои биле пример во градењето на кариерата. Виолинистката Ирена Стојановска е денеска дел од неделниот микс. Ирена, добре ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за поканата, навистина ми е задоволство. И мене исто така. Ете, можеме за почеток да го почнеме ова интервју, чисто накратко да ни кажеш како беше искуството да се свири заедно со големиот Пласидо Доминго, кој неодамна одржа и концерт тука во Скопје. Па, тоа е навистина огромно искуство пред се. Таа енергија тој ја носи со себе секогаш, големината која што ја има, неговото искуство, прекрасна аура, голем пејач и навистина беше многу големо искуство за мене. И нешто што не се случува, нели, секојдневно. Ова е навистина едно што се вели поретко се случува, нели? Така е, да. Звезда од овој калибар ретко доаѓа кај нас. Има секако, меѓутоа ова е од тој Старков, што би се рекло. Да. И навистина е преубаво искуство. Па баш ми е драго, затоа што и публиката уживаше, а мило ми е што и вие како дел од ансамблот на Македонската опера и балет исто така имавте ваква уникатна можност. Но да се навратиме на вашите почетоци, како се случи токму виолината да биде ваш примарен инструмент? Виолината, особено децата во таа рана возраст, кога треба да почнат со свирење на инструмент, немаат искрено визија што би требале да прават и кој инструмент би им бил на нив соодветен. Затоа во конкретниот случај, благодарение на мојот родител, на татко ми, виолината ми беше доделена без да ме праша никој. И тоа ме следи низ целиот живот. Од 5-годишна возраст постојано се дружим. Така, и какви беа почетоците? Ете, вие велите дека веќе имавте виолина во домот и претпоставувам дека музиката била, нели, важен составен дел од секојдневието, но кога ќе се навратите, вие малечка сте биле кога сте започнале со виолина да свирите виолина, какви беа почетоците? Па почетоците во принцип за мене и за сестра ми исто, која што е виолончелистка, животот се одвиваше околу музиката. Кај нас постојано се слушаше музика, особено класична, постојано доаѓа ученици на татко ми, тој свиреше во Македонската филхармонија и постојано бевме обкружени со музика, значи постојано се испробува нови виолини, нови инструменти, се зборуваше за музика константно. Така да почетоците беа, немаше почеток, едноставно бевме родени во таа средина, дури не бевме свесни. Јас искрено сега во последниве години разбирам за што се случувало тогаш, бидејќи тогаш тоа не било нормално на нас. И тоа е навистина преубаво да е музиката составен дел од... Да, беше интересно, во принцип се што се спремаше, затоа што филхармонијата често знаеше да свири на фестивалите, да речеме на Скопскиот фестивал и, например, и тие моменти беа пренесени во нашиот дом, бидејќи, например, се вежбало дома со колеги, па сме оделе ние како деца на самите проби и постојано сме го живееле, сме живееле таа енергија, музичка енергија која што била присутна. Така. Ирина, кои биле вашите ментори на кого сте се огледувале? Па во принцип ментор, некој кој што ми е многу драг, односно мојата професорка Сихана Бадевуко Хоџа. Тоа е еден исклучителен педагог и мислам дека ако во некого сум гледала идол, би била таа. Не знам колку всушност луѓето се запознаени со незиното присуство во нашата
професија. Колегите ја знаат секако. Меѓутоа, таа навистина со своето образование го има стекнато во Русија и низ целиот свет, во Италија, секаде каде што била елитната класа за свирење на виолина, и таа го пренесуваше нејзиното знаење, односно се уште до ден денеска го прави тоа во Скопје, во Косово и во Приштина. И нормално таа, например, не носеше нас на семинари во Италија и постојано кога доаѓа познати и светски виолинисти во државата, таа ни правеше контакт да имаме дополнително приватни часови со нив, значи беше баш многу отворен човек, open-minded, што би се рекло, за да ги стекнеме перспективите на тие големи музичари. Што е многу важно. Апсолутно, да дојдете во допир со нив, да ги запознаете, да научите нешто и од нив. Да, секогаш сме имале часови со нив. Тие ќе дојдат, ќе свират во филхармонија концерт со филхармонијата, а ние, да речеме, пред или после тоа, следниот ден ќе идеме заедно со нив на ручек и ќе имаме час од 45 минути, 1 час. Може би навистина преубави искуства. И колку тоа значи за градењето на вашата кариера и личност, на она што сте сега и вие денес? Да, апсолутно. Јас дури постојано си го мислам тоа, дека можеби не е доволно не е доволно моето достигнување моментално за кое што сум била можеби спремана во тој период. Имате свирено не само во Македонија, туку и надвор од границите незини. Кои концертни сали ви оставиле впечаток, во какви простори се имате свирени? И колку е важен просторот за еден уметник? Просторот, од аспект на просторот како сала, не би рекла дека е нешто особено значен. Сепак мислам дека луѓето кои што го исполнуваат тој простор, јас студирав во Германија и таму, например, тоа е дополнително искуство, нели, нормално, затоа што луѓето се многу широко гледи, исто благодарение на тоа што таму е измешана целата култура. Таму има луѓе од целиот свет и сите ги споделуваат своите искуства, од категорија храна до музика, нормално и мода или што и да е, секојдневни навики. И тоа навистина го обогатува уметникот. Мислам дека е многу важно уметникот да има широки погледи, затоа што тоа допринесува во изведбата на музиката, секако, и во секоја уметност. Така. Вие сте, како што спомнавме, и прва виолина во Македонската опера и балет, но исто така имате и друг проект, тоа се Trinity Strings. Ние можеме да видиме и спотови од ова трио, ако може така да се каже, на 2 виолини и 1 виолончело, така? Да. Па кажете ни, овој женски бенд кој што апсолутно совршено владее со своите инструменти, веќе е познат на јавноста и навистина имате настапувано и на разни церемонии, настани и така натаму. Како дојдовте на идеја и колку сте задоволни од функционирањето на Trinity Strings? Па, ова е многу интересен проект, бидејќи всушност се има создадено од потреба и функционира многу добро, иако ние трите, конкретно сите заедно работиме во опера и балет. Челистката Марта ми е сестра, а Александра ми е долгогодишна пријателка, можеби не знам, веќе 20 на години. И нашите искуства низ годините се, не знам, околу 15 години ние постојано свириме на секаков вид на настани. Сме биле дел од големи концерти, како, нели, во поп сферата, Ареа и Тони Зен, Сладкар. Сме имале секакви соработки, комбинации. Сме биле како индивидуални изведувачи на големи самити, амбасади најчесто, баш сме биле наменски. И тоа навистина е возбудливо, низ годиниве сме имале многу доживувања. Така. А кога сме кај доживувања, тебе можеме да видиме и како функционира, ова претпоставувам проба? Да, ова е проба. Проба на операта Кармен, ако не се лажам. Да.
Па, кажете ни за самата атмосфера. Вие сте доле под сцената. Каква атмосферата помеѓу вашите колеги, вас? Имате ли некои анегдоти, интересни ситуации? Апсолутно. Да, интересно е соживотот со колегите е всушност имаме многу голема конекција и блискост, бидејќи ние сме заедно, како што реков, нели од 5 годишна возраст, кога одиш на солфеж, ги запознаваш од прилика истите луѓе. И тоа постојано само се надградува и сме биле заедно по турнеи, зборам уште во рана возраст од време на школувањето. Другите колеги, например, биле колеги на мојот татко, така да секогаш сум се чувствувала како дома, во принцип сум се чувствувала многу прифатено од колегите и си имаме анегдоти. Уметничкиот свет, односно овој музичкиот свет е многу сестран. Луѓето се многу отворени, многу се шеговити, хуморот е навистина нешто многу битно и всушност си поминуваме убаво. Баш убаво што сте поврзани сите заедно и таа убава енергија се чувствува и затоа и успешни представи имате и сето тоа одлично функционира. Во овие модерни времиња кога многу стилови на музика се испреплетуваат, каква е, Ирина, според вас положбата на класичната музика во светски рамки? Мислите ли дека е маргинализирана или дека доживува ренесанса? Тоа е интересно нешто. Многу често се случува да се коментира во смисол дека музиката можеби е деградирана, не се цени доволно. Сепак тоа е овој конкретен стил на музика, оперската музика, класичната музика е за, како да кажам, за сите, но сепак не сакаат сите да ја слушаат и мислам дека таа публика која што е ограничена е всушност сосема доволно за тоа што ние го нудиме, бидејќи не на секого му се допаѓа тоа што го свириме ние и го пеат пеачите. Мислам дека апсолутно е во ред и нормално модата, нели, како што се случува, трендовите кои што се случуваат и во модата, зборам, облекувањето, исхраната и сето тоа истото се случува и во музиката. Да, се менуваат трендовите. Се менуваат трендовите и мислам дека е се така како што треба во принцип. Да. Сакате да кажете дека класичната музика не е па и за секого, така? Не, апсолутно не е за секого и така како што се случува, мислам дека е сосема во ред. Ние имаме одлична публика, например, во Македонија изненадувачки колку често се посетува и театар и опера и навистина се полни салите и се чувствува енергија и тоа колку ние ќе дадеме и колку ќе имаме, например, квалитетна представа, навистина луѓето реагираат и убаво се поминуваат. Да, и вие посебно во вашата институција имате секогаш постојано сте активни, имате постојано представи и кога станува збора за опера и за балет, секогаш сте на ниво на задачата и затоа публиката доаѓа и сака да ве гледа. Кога сте на сцена, посебно и кога зборуваме за Trinity Strings, бидејќи можеби толку многу нели во самиот оркестар не може да се види гардеробата на виолинистите и конкретно на вас, но кога настапувате заедно со Trinity Strings, колку внимание и колку ви е всушност важно како ќе бидете облечени и самата гардероба? И колку посветувате внимание на тоа? Во принцип, за овој конкретен бенд, навистина беше битно како ќе изгледаме. И тоа многу често не било тема на разговор, сме се погрижиле односно сме се ангажирале често да имаме халини соодветни, често тоа ни е дел од дрес-кодот, нели? Апсолутно, да. Клиентите имаат конкретни барања, например, сакаат да бидеме облечени во халини, црни, нешто можеби поатрактивно и во согласно со нивните барања ние се синхронизираме. Да. Ирина, што нешто сакате приватно да слушате покрај класичната музика? Тоа е многу интересно прашање, бидејќи често со пријатели кои што не се музичари доаѓаме на таа тема, бидејќи они сакаат да слушаат музика, а јас често, како и моите колеги кои што се музичари, често
гасиме музика. Например, често возам кола без воопшто, значи не приметувам дека нема музика. Со децата уживаме во музика, ама пак е тоа некако наменски, за да го кренеме расположението, бидејќи музиката навистина помага да се смени доживувањето. Значи, било какво доживување може 100% да се смени со музика. И сега, јас приватно, ако слушам нешто или наменски нешто кое што треба да го научам, или е нешто кое што е фон, најчесто е џез во последно време, иако апсолутно, значи порано популарна музика, дури хип-хоп и народна. Имам секаков тип на фолдер во главата и ја ценам секоја музика, бидејќи во секоја музика има вложено многу труд и навистина уживам во секаков тип. Стилови. Да. Многу често се случува и нели класичната музика да се искомбинира и со некои модерни стилови и тоа да има навистина убав звук да добие. Да. Па апсолутно е така, да, и се добива интересен призвук на нели повторно да се презентира класичната музика за генерации кои што можеби немаат толку интерес, да речеме младите луѓе или исто на пример во поп музиката често имаат вметнувано теми од како на пример, не знам, Puff Daddy или да, па навистина е така. Било кој, да, или Гвен Стефани имаат вметнато теми од Принц Игор или имаат вметнато тема од Свирач на покриво, тоа се све многу познати теми класичарски кои што се вметнати во класичната музика и од секогаш постоело тоа. Истото го правиме и ние на нашите настапи, често свириме на пример Кармен заедно со Матрица која што е во некаков диско стил. Така, многу интересно. Еве ги гледаме и некои од нашите поп пеачи, тука вие заедно со нив како што спомнавме и соработувате. Ова конкретно е мојот прв бенд со хармониката и фагото, тоа е Балкан Уево, каде што свиревме танго, тоа е во времето додека студирав во Нимберг. И тоа беше исто многу интересно доживување, само што таму беше навистина, како да кажам, захтевно, бидејќи бевме септет. Тука сме само тројцата кои што го основавме бендот. И тоа беше интересно искуство. Низ годиниве многу шетам, како да кажам, во сите жанрови, стилови, и во поп музика, и во класична музика. Обожавам да свирам со колегите класична музика кога имам прилика, нормално во операта и симфониска музика со други колеги. Ова, например, конкретно се песни кои што се делумно мои, делумно се на композиторот Николче Мицевски или на Иван Јованов. Значи, соработки константно сме имале со други. И тие се врни уметници. Да, апсолутно. Роберт Билбилов, например, Луцум по тебе е негова песна која што ние имаме преработено. Таа мислам дека и ни е првата која што за која што снимевме видеозапис. И Ирина, спомнавте дека студиравте во Германија, па колку тоа искуство ве промени вас, како влијаеше на вас и на вашата работа како виолинистка или вашата дејност? И кога се вративте тука, колку всушност бевте променета? Бидејќи отидов релативно рано, сега да речам 17-18 години, додека нели се реши целиот статус во однос на виза и сето тоа. Тие главни години на дружење и поставување на некаков мајндсет и култура се случи таму. И мене искрено не толку во однос на музиката, бидејќи јас тука секогаш сум била обкружена со музичари кои што си ја знаеле работата и навистина било се како што треба. Повеќе ми беше шок културниот момент, значи дружбата и начинот на кој што се однесуваме ние, го имав некако заборавено, бидејќи тоа се навистина клучни години. И сега додека таму сум се дружела со колеги нели исто од музиката, меѓутоа дружбата била малку на поконструктивен начин. Овдека малку беше поинаква дружбата.
не би рекла баш деструктивна, меѓутоа беше така премногу опуштена и всушност Trinity, односно бендот претходно кој што го имавме основано, беше еден вид на повик за помош, бидејќи со колешката седевме во кафана повторно во ресторан после проба во опера и викам, те молам да најдеме нешто, било што, да идеме за без пари да свириме некаде, само да правиме нешто, бидејќи ова е толку досадно веќе да седиме само на ручек и да пиеме по нешто и да излегуваме, да бидеме корисни, да. И така и се случи всушност. Првиот бенд се викаше Омнија. Ние навистина во рекордно време исто со нив, можеби во една година прошетавме апсолутно цела Македонија и бевме на сите можни насловни страни што постојат тогаш во печатените весници, бидејќи тоа е многу одамна, пред 15 години од прилика. Да, но публиката и од тогаш ве знае. Да. Кога се читаа и весници. Да, апсолутно многу успешен бенд, меѓутоа младоста повторно и таа енергија овдека која што е малку хектична за разлика од таму, направи да бендот се распадна. Ние се уште нели функционираме, пошто сме исто колешки од операта, меѓутоа темпераментот е тој кој што навистина можеби и ги руши работите, колку што дава жар и љубов према работите, некогаш знае да ги уништи. Да ги стопира. Да ги стопира, А да. мислите ли дека тоа доаѓа со текот на годините или дека тој ентузијазам спласнува со текот на годините или причина е нешто друго? Ентузијазмот спласнува, меѓутоа амбицијата, односно желбата за создавање, тоа создава анксиозност и, например, конкретно во мојот случај, во мене создава голем немир и јас сум тип кој што во моментов имам отворено 10 проекти, мои лични, индивидуални, кои што апсолутно не се нити за јавност или нешто и јас никогаш во животот, да не речам, не ми било досадно, апсолутно никогаш. Секогаш имам нешто кое што го отварам како нов проект. Тоа е и добро и лошо, можеби многу полошо од колку што е добро, меѓутоа мене ми е секогаш забавно. Па добро, Trinity Strings си постои, па нели Да, секогаш апсолутно. кога има интересни И голем труд е пригоди. вложено во и инвестиција финансиска, значи без финансиска инвестиција во ваков бенд, значи само спотовите се големи суми на пари. Да. Но ете, публиката тоа го препознава и затоа и ве слушаме и секако се радам дека и за многу други прилики и пригоди ќе си настапувате како Trinity Strings, а исто така и вие како дел од институцијата Македонската опера и балет. Конкретно, кои се вашите планови за блиска иднина, кои концерти, на кои проекти работите моментално? Заврши концертот и уникатното искуство со Пласидо Доминго, но на кое што друго работите? Во моментов ќе учествувам во 2 проекта што следат. Значи има еден концерт со Кирил Џајковски, исто ќе бидам во склоп на оркестарот и исто така со еден оркестар се вика Ајга. Тие се многу успешни оркестри, исто и оркестарот Профундис, морам да го спомнам, бидејќи тоа се проекти направени од луѓе ентузијасти. И тоа е за голем поздрав, бидејќи благодарение на нив се подига свеста и се прави трендот за класичната музика. Бидејќи ако не е така, тогаш нели се замира. Особено кај нас, навистина интересно што имаме толку контрадикторни страни, нели, од народна до класична музика, а сепак секаде во сите сфери има движење и навистина има успех. Да, така е. Веројатно трудот си доаѓа како... Да, тоа се помали публики, еве конкретно ова е концерт кој што го организираше Бранка Костич, тоа се мали концерти во литература беа. Да. Да, и таму имаше различни артисти, ние бевме едни од артистите. Ова е победничката песна на Ламбе Алабаковски пред многу години веќе помина, да, јас ќе излажам ако кажам некаква бројка.
тоа беше настап со него. Но сигурно и тоа било уникатно искуство. Да, Таа песна беше, ми се чини, победник на фестивал. Така е, да, беше победник на фестивалот. Таму ме повика да излезам со нив на сцена, иако бев дел од оркестарот, па беше тоа излегување во последен момент, трчање, пресоблекување, повторно на сцена, па повторно назад. Во меѓувреме ние со Ламбе сме долгогодишни соработници. Последната песна на Макфест исто беше компонирана од моја страна, настапија заедно со Полина. Претходно за Наде Талевска имам направено исто за Макфест една песна. Се пронаоѓам и во тоа е еден од моите проекти нормално во студио продукциски. Композицијата се не е баш нешто особено моја јака страна, меѓутоа текст и музика и нормално соработката со големи артисти како Николче допринесуваат за аранжманот да биде на повисоко ниво. Секако, па ете, се сеќавам дека таа песна на изминатиот Макфест пред 2 години, ако не се лажам, доживеа навистина голем успех во однос на слушање по радиото, бидејќи нели Макфест е сега ревијален фестивал, но доста се слушаше, така што и таа песна се сеќавам дека баш има некој модерен звук. Да. Така што ете, сепак ви успешна и таа работа кога станува збор за компонирањето и текстовите. Да, јас сум всушност многу благодарна, тоа не знам, некогаш се поклопуваат коцките. Јас сум сепак многу скромна по природа и имам, да речам, проблем, затоа што е многу тешко да се функционира во овие води, да треба да си експониран на сцена, а всушност да имаш премногу скромен мајндсет и да сметаш дека не треба да се експонираш, тоа е многу контрадикторно. Тоа е дел од нашето воспитување. Зборувам, моето домашно воспитување било паралелно дека треба да бидам идеална во свирење на виолина, а сепак истовремено е екстремно скромна и ненаметлива. И да не речам баш тоа патриархално воспитување носи тежина за нас жените. Јас сум можеби првата во семејството која што се занимава со музика, бидејќи кај нас во семејството има 3 или 4 генерации, 5 генерации кои што се уназад виолинисти, дел од Кралевскиот оркестар на Југославија. Мојот дедо исто бил музичар во джиз оркестрите, воен музичар, исто соработувал со Бранџолица и така натаму. Мислам, навистина голема историја. Да, мојот чичко исто композитор, беше диригент на воениот оркестар. Потоа неговиот син моментално ни е диригент во Македонската опера и балет и константно, мислам, баш сме ја земале некако музиката здраво за готово, ние не знаеме, не сме знаеле многу за светот околу нас и искрено сега во овие години наоѓам и други задоволства, односно хобија, затоа што е многу интересно. Имаше еден коментар од колеги каде што постојано ги прашуваат какво е вашето хоби како музичар и никој не знае што да каже. Нас животот ни е исполнет или со вежбање или со дружба. Дружбата е многу голем дел од нашиот соживот со музиката. Бидејќи камерните состави исто го прават тоа. Тоа мислам дека е многу важно и особено за младите генерации тоа го сметам за многу здраво, бидејќи кога сте дел од ансамбл, многу повеќе растеме така, бидејќи гледаме различна перспектива, не е само нашиот субјективен поглед кон светот, добиваме искуство од другите, добиваме различни стимулации, звуци, апсолутно од секој може. Инспирирате едни со други. Да. Па, ете, генот си го прави своето. Вие имате долгогодишна традиција кога станува збор музиката во вашето семејство и очигледно сосем нормално и логично е и вие да имате талент и љубов кон музиката. Ирена, многу ви благодарам за овој разговор. Јас навистина уживав. Се радам дека и на гледачите многу им пренесовме за вас и дознав многу повеќе работи за вас. Благодарам за поканата. Ми беше задоволство. Ете, почитувани гледачи, Ирена Стојановска, нашата позната виолинистка, беше денеска дел од неделниот микс. Вие бидете тука, за кратко се враќаме со нови содржини.